Добар ден. Во денешното интервју на Радио Слободна Европа разговараме со амбасадорот на Република Словенија во Македонија, господинот Ален Брајан Бергант. Амбасадоре Бергант, по низата забелешки кои што Македонија ги доби во овогодинешниот извештај од Европската комисија, дали можеме да кажеме дека реално сме подготвени за влез во Европската унија и НАТО? Така, директно одговор на прашање, Македонија уште не е подготвена да стане членка на Европската унија, но на НАТО е подготвена, пошто тоа е заклучоци од самитот во сега што беше во Лисабон, но што се зборува за НАТО треба да се реши прашање, а тоа е големо прашање, чувствително прашање, да се реши прашање за името, значи овај грчко-македонски спор. А што се тиче Европската унија, Македонија ова година по друг пат доби позитивен извештај од Европската комисија за напредок и ова година беше повторена препорака од минатата година дека Македонија е спремна да започне со предпристапни преговори. Значи, Македонија, Европска комисија види да е Македонија спремна да почне со предпристапните преговори кои ќе водат кон полноправно членство за Европската унија. Факт е дека овогодинешниот извештај беше многу полош во споредба со минатогодишниот. Во таа насока, како ги оценувате напорите на актуелната влада за спроведување на реформите кои што од нас се бараат? Јас на почеток не би се сложил да беше многу полопш од минатата година, пошто што е најважно, Македонија пак добише ова препорака од Европската комисија да започне со предпристапните преговори и второ, да беше генерално гледано извештај позитивен. Значи, ако гледамо, примеримо од минатата година, ова навистина е малку полоше, ама ова година се гледа што направи Македонија од минатата година, пошто минатата година навистина направи голем успех напред. И треба да се стави исто значење дека Македонија во прва половина на 2010 не направи баш неки добар прогрес, пошто после минатиот година кога Македонија доживеа некој хладен туш, што не започнува со пристапните преговори, ја мислам да пала е малку ова еуфорија и на средина на година пак почнале со реформите и тоа на крај довело дека Македонија, кој што сум рекол на почеток, добија добар позитивен извештај и треба да се знае да Европската комисија, Европска унија гледа Македонија 36-5 денова во година. Значи не само во полигон, треба да се работи секој ден и уште сега треба да се започне да се работи пак за следната година. Значи за овај ден кој Македонија доби одговор од Европската комисија, веќе тогаш треба да почне со анализи. И ова е што Македонија ствари сега прави. Така да јас очекувам да биде тоа нешто што биде позитивно и да понатаму Македонија ќе со уште појак темпо ќе спроведува овие реформи и да ќе одговори што пре на прашањата на Брисел. Амбасадоре, во јавноста владее мислење дека нерешениот спор за името со Грција е единствената кочница за евроинтегративните процеси на земјата. Го делите ли и вие овој впечаток или пак сметате дека постојат и други пречки кои што не оддалечуваат од тие процеси? Значи, да, треба да се реши грчкиот македонскиот спор. Тоа е најголема и едина пречка да би Македонија утреден стала полноправна членка на Европската унија и исто тако се беше кажано и во овогодишниот сега во заклучоци на десембрски самит дека Совет ќе се повторно врати на прашање за Македонија за време за следното председавање со Европската унија, значи на Унгарија, ако има неки нови моменти. Значи пак ови нови моменти со решавање на грчко-македонски спор. И тука се надевамо да, како држава пријателска на Македонија, дека двете страни што побрзо ќе најдат некој компромис кој секако не сме да биде на штето на македонската идентитета, култура, народ и сите оно што е важно за ваша држава. Амбасадоре Бергант, Западниот Балкан беше сфера на интерес кога Словенија беше председавач со Европската унија.
Еден од приоритетите на вашето председавање беше токму тоа, проширување на Унијата со Западен Балкан. За жал, саканото проширување не се случи. Во овој контекст, какви се вашите визии за натамошниот развој на Унијата? Управи сте, Западен Балкан беше приоритет за време, еден од меѓу 5 приоритета кога беше Словенија председавач Европската Унија. И тогаш достигнате многу големи успеси. Еден беше од тоа да за време на словенечко председателство со Европската Унија започневме со процесот на визна либерализација. И денес на 19 недела, значи една година е од кога државјаните на Македонија, Црна Гора и Србија може слободно да патуваат низ Европа, значи у држави на Шенген. Ова недела исто се случи за граѓани на Босна и Херцеговина и на Албанија. Значи, визна либерализација се започне тогаш. Што гледам во иднина, како, значи, на самитот сега во Брисел, добивме нова држава која добија статус на држава кандидатка, значи Црна Гора. Значи, сега имамо 4 држави кандидатки, Хрватска и Турција, кои веќе почнале со пристапни преговори. Имамо Македонија и Црна Гора со статус кандидатка. Одмеѓу ова има Македонија веќе 5 години. За жал, овој статус што не пошла во нека повисока фаза и за следната година очекуваме да се овие групи на држави кандидатки придружи исто така Србија. Тоа би било, значи, што пре сакамо целиот регион да влезе и во Европската Унија и во НАТО, но малку, јас мислам за Македонија не сме да биде многу проблеми, него малку повеќе проблем ќе биде што ќе се случи следната година со Босна и Херцеговина, значи и со Косово треба да се започне барем на за почеток некој предпроцес на овај за визна либерализација. Да позборуваме малку за економијата. Факт е дека Словенија е еден од нашите најголеми трговски партнери. За кои македонски производи пак постои најголема заинтересираност на словенечкиот пазар? Па видите, од она што јас знам, една од помеѓу најголемите фирми македонски што е во Словенија е Алкалоид, значи со лекови. А сега што биде нешто ново за следната година, што ќе нас поврзува уште повеќе е интерес на Меркатор да влезе на македонскиот пазар и да во регионот, не знам каде, од Струмица, Валандово или Гевгелија, ќе прави собирни центри со хладначи. Значи, збори се за македонски зеленчук и овоше. Исто така види многу можности за развојот на туризмот. Знаем дека на Скопски сајм ќе се организира во април ова година голем сајм на туризмот и ние работиме ту дека многу словеначки фирми, значи ових туристички агенции, исто така и словеначка туристичка организација да би дошле да погледат каде се можности, пошто ми имаме многу добре спа центри, па море, па хајкинг и скијање, а исто така да што повеќе словеначких туристи да би можеле да ги доведеме у Македонија. Пошто Македонија има навистина многу да понуди, од добра храна до добро вина, убави планини, Охридско езеро. И Словенија и Македонија тако смо близу, тако смо си слични, 2 милиона, Охридско езеро, Бледско езеро. И не назадне јазикот е многу близо и да мислимо да не е, а навистина многу се разбираме тука. Ja мислим да има многу потенцијали, само мало да оде ова да се решиме ова економски кризе и вие сте сега о плюс бројки и ми смо, значи да има нека надеж да ќе иде се на подобро, тамо каде можеби веќе смо биле пред 2008 година. Амбасадоре Бергант, ви благодарам што бевте гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Ништо, фала и на вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што не гледавте. Довидување.